Елегантен накид по поголни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Добровате во оваа епизода. Јас сум Давид, а ова е новото хорор шоу Дали ти е страв. Шоу каде што ќе ги читаме најстрашните интернет приказни. Ова ќе биде третата епизода од овој нов серијал и можеме да започнеме. Пред некои години изнајдов куќа во Северна Калифорнија. На себе таа беше веднаш дом пред градието. Изгледаше како совршена равнотежа помеѓу просторот и добрите соседи доволно блиски за да не се чувствуваат изолирани. Опасно немаше улично осветлување. Така да, ноќе беше многу темно, особено ако имаше облаци што блокираа месечевата светлина. Сепак тоа не ми пречеше. Тоа направи мојата мала куќа да се чувствува уште почудно во темни ноќи. Се вратив дома од работа еден ден во средината на зимата, беше облачна ноќ. Така, одејќи кон мојата куќа, го видел само она што го осветлуваа моите фарови пред дворот на куќата. Кога излегов од мојот автомобил, приметив чад од цигари. Тоа беше чудно, бидејќи никош прво не го почувствував мирисот околу никош прво не сум го почувствувал мирисот околу мојата куќа. Не видов никој во близина, затоа го игнорирав чарот и влегов внатре. Штото го излегов од смена со неколку часа преку време на работа, па се чувствував прилично уморен. Иако уште не беше ни 7, решив да се истуширам и да си легнам. По некој време се разбудив, сигурен дека сум слушнал бучава внатре во мојата куќа. Не се загрижив веднаш затоа што мојот пријател понекогаш застануваше да го искористи мојот туш после работа на пат кон ноќните часови. Дури да сум ги дал неговите резервни кучови за да може да застане дури да не сум дома, тој секогаш ми пишуваше за да ми извести претходно, а јас не го слушнал телефонот да титне. Посегнав на мојата ноќна маса и го зедов мобилниот телефон за да видам дали мојот пријател ми испратил порака. Светлата светлина од екранот на мојот телефон и бројчаникот ме заслепи. Ова беа деновите пред телефонот да има сензор за светлина што ќе го затемни екранот во темница. И овој телефон беше толку светел што може да користам како фенерче. Низ замижаните очи може да забележам дека се работи за 9 и нешто, но не може да кажам дали имам непрочитан текст или не. Го ставив телефонот на страна и го повикав името на мојот пријател. Имаше неколку секунди тишина пред да слушнам гласни стапки, додека некој почна да трча низ долниот кат од мојата куќа. Скокнав од градот и истрчав до плакарот. Тој веќе беше нагоре по скалите додека јас си отвори вратата и влегов внатре. Таа куќа имаше 3 соби горе, 2 спални соби од двете страни на ходникот, онаа во која бев јас и бања на крајот. Вратите од спалната соба беа и двете затворени, но вратата од бањата беше скршена. Го слушнав кој да беше во мојата куќа, како трча низ ходникот покрај мојата врата и влегува во бањата. Тоа ми даде доволно време да го отворам пристапот на таванот и да се подигнам. Штото го почнав да се крејам кога лицето истрча надвор од бањата. Нозете ми беа едва внатре во таванот кога ми се отвори вратата од спалната соба. Слушнав чекори како влегуваат во мојата соба и застанаа. Кога не ме видоа во таа соба, истрчаа назад во ходникот и во другата соба, во која само имаше кутии наредени во еднагол, некои тегови и маса каде што ги сликав моите миниатурни модели. Предпоставувам дека решив дека кога некој се крие, тој ќе биде во спалната соба затоа што се врати во мојата соба и го вклучи светлото. Миг подоцна вратата од плакарот беше отворена. Бев стуткан на поткровјето на само едно метро оддалеченост од пристапот за да можам да се обидам да ги запрам ако почна да се качува нагоре. Од моја гледна точка, се што можев да видам беше од нивното колено надолу, тие носеа валкани сини фармерки и излитени работни чизми. По неколку секунди гледање во плакарот, тие се оддалечија и слушнав силен удар од мојата соба, проследен со крик на фрустрација и гнев. Тој крик беше највознемирачкиот дел од инцидентот за мене. Премногу ме потсети на мојот очув кој врескаше на сличен начин кога ги губеше нервите. Тој на крајот ќе беше ставен во душевна болница заради тешки ментални нарушувања кои резултираа со непредвидливи и насилни тенденции. Човекот во мојата куќа истрча назад по скалите. Слушнав удари и тропот додека работите се фрлаа наоколу и небелот беше превртен. Останав стуткан на таванот. Го оставив мобилниот телефон кога трчав кон плакарот и не бев сигурен дека ќе се спуштам без тој да чуе. По некое време звуците престанаа. Почнав полека да бројам. Кога стигнав до 1000, решив дека е безбедно да се спуштам и да повикам полиција. Првата работа што забележав кога излегов од таванот беше дека натрапникот ми го превртел креветот. Предпоставувам во обид да ме најде. Тоа беше силната врева што ја слушнав како тој се оддалечи од плакарот. Не можев да го најдам мобилниот телефон, потирав на фиксниот телефон покрај креветот и повикав полиција. Чекав во мојата соба додека не ги слушнав како викаат од долу.
Првиот кат беше неред, но јас го очекував тоа. Столовите беа превртени и исто така и софата. Сите книги и слики и добрите вештини што ги имав на моите полици беа расфрлени по подот. Шкафовите во кујната беа отворени, сите кутии конзервирана храна беа фрлени на земја. Сепак, колку што можев да кажам, единственото нешто што не недостасуваше беше само еден нож од дрвениот сет во мојата кујна. Полицијата ја проверува куќата од горе до долу, открија дека страничната врата била насилно отворена од нешто како стапче. Пронајдоа неколку пикавци долж линијата на мојата ограда. Сватив дека сигурно бил таму и пушил цигаре кога дојдов дома. Тие ги собраа доказите и ми рекоа дека треба да останам со семејството или пријателите таа вечер и да ја поправам вратата што е можно поскоро. Избрав само да не спијам. Поместив полица за да ја блокирам скршената врата и следните неколку часа ги поминав чистејќи ги работите. Често пати одев до прозореца со батериска ламба. Следниот ден се јавив да ја поправат вратата и да ги постават светлата за движење на задниот дел и од страните на куќата. Поврзав телефонски кабел на таванот и додадов фиксен телефон. Никогаш повеќе не сакам да бидам заглавен таму горе без телефон. Уште една предпазливост што ја презедов беше да вежбам да станам од креветот, да отидам до блокарот и да се качам на таванот што е можно побрзо и потивко. Дури ја задржав оваа рутина кога се преселив во друга куќа. Се обидев да не размислам што ќе се случеше ако бев малку побавен и не стигнав до таванот. Или што ако тој прво влезеше во мојата соба, а не на бањата на крајот од ходникот. Но ништо друго не се случи во таа куќа. Живеев таму уште 3 години без инцидент. Значи ова е класичен пример кога сте заробени во соседната куќа. Како што можете да видите во оваа цела приказна, значи овој бил живеел нели сам дома, си дошол од работа, си се истуштирал, си легнал и не обрнал внимание на некои детали што на крај излегле многу важни. Нели првин кога дошол во куќата, осетил чарот од цигарата, подоцна нели кога легнал, слушал како нешто тропнало негде во куќата, но си помислил дека тоа е неговиот пријател кој што често доаѓал кај него. Подоцна нели кога овој човек што влегол во неговата куќа почнал да едноставно да му ја демолира куќата на некој начин, овој се качил на таванот и таму не можел да мрдне затоа што нели немал телефон, не можел ништо друго да направи затоа што се плашил дали од кој да бил овој човек што му легол во куќата. Значи тој човекот на крај не се дознало кој е, полицијата нели само направила запис, видела што се случило, но не го откриле тој човекот кој бил и што барал во куќата на овој човек што бил сам во куќата. Како и да е, со можеме мислам дека да завршиме оваа трета епизода од Дали ти е страв. Во петок излегува четвртата епизода. Пријатно и се гледаме.